Добро утро, Македонија! Добро утро секој утро! Добро утро до сите вас, ранобудни, кои што и ова неделно утро сте заедно со нас со програмата на утринската на Алфа. Денес е недела, ден за одмор, ден за релаксација, ден кога ни е дозволено и малку повеќе да си поспиеме и малку повеќе да си се одмориме. Сите вие кои што во овој момент сте заедно со нас, ве повикувам на заедничко утринско дружење. Од она што ќе ви понудиме денеска се навистина мощно интересни прилози и разговори овде во студиото. Од разговорите ќе ги одвојам разговорот со Елеонора Венинова, македонска режисерка и сценографка на филмот и сценарист на филмот Преекспонирано. И следниот разговор е со Јасна Апостолски Николова, единствен консултант за лактација во Македонија. Ете ова нека биде причина плюс и наредниве час и половина да останете заедно со нас на заедничко утринско дружење. Како што ви кажав на почеток, денес е недела, убав ден. Денеска е и 19 март и за почеток сакам да споделам некои интересни занимливости со вас. Дали знаете дека на денешен ден, на 19 март, во Јапонија беше сготвен најголемиот омлет во светот? Во рецептот биле вклучени дури 160.000 јајца. Доколку се уште не сте појадувани, еве еден убав предлог од нас. Нека ви почне утрото со убав доручек, нека биде омлет, но немојте вие повеќе од 2 или 3 јајца, како што советуваат нутриционистите. Инаку денес се празнува денот Ајде да се смееме ден. Не потсетува да дадеме малку хумор во нашиот живот, па зошто да не се малку насмееме, да не си приуштиме малку хумор, да бидеме весели, срекни, бидејќи, како викаат, смејата е лекот. Денеска е интернационален ден, читај ми на мене ден. Еве, убав подсетник до родителите, нека им прочитаат нешто на своите дечиња, или можеби уште поубаво мотив за родителите да ги мотивираат нивните дечиња да им прочитаат некое убаво четиво, бидејќи читањето е навистина, ни ги отвара вратите и го збогатува детскиот свет. Ајде да си читаме, денеска е таков и денот. 19 март е и денот на чоколадата и карамелот. Па предлагам сите љубители на сладкото, на карамелот и на чоколадото, да се подготвите некој специјалитет или можеби да уживате во вкусот на карамелните бомбони, можеби на некој сладолед, меѓутоа сето тоа нека биде умерено. Во Луксембург денеска се одбележува неделата на переците. Всушност, перекот бил повод за бендисување. Ако некое момче бендиса некое девојче, ќе и подари перек. Навистина мощно, интересно и оригинално. Доколку се одлучите денеска да правите нешто друго, немојте да ја менувате оваа фреквенција, останете на ова место кое што го имате, останете со утринската на Алфа, меѓутоа доколку сакате своите дечиња некаде да ги однесете денеска во некоја културна манифестација, ќе ви кажам дека во јавна соба има навистина интересни работилници наменети за дечињата. Од 11 часот има детска едукативна работилница Јадеме и преработуваме. Веќе во 12 часот има детска креативна работилница Создади простор и создади среќа. Од 14 часот има детска театарска представа насловена како Чувари на планетата. А веќе од 16 часот има детска музичка работилница. За оние пак кои што се влюбени во спортот, кои што ги интересираат спортските активности, ќе ви прочитам некои интересни настани кои што ќе се случуваат и во главниот град, но и во нашава татковина. Значи, во Газибаба има меморијален крос наречен Методи Веновски мето, кој што ќе трае од 9 до 11 часот. За сите оние љубители на велосипедизмот има еден настан наречено Пролетно будење, рекреативна велосипедска тура, која што ќе се вози до Лешочкиот манастир. Зборното место е 9 часот пред Универзална сала во Скопје. За љубителите на планината, за планинарите, во околината на Пробиштип има планинарска тура долга 8 километри од селото Дренак со почеток во 10 часот.
За оние пак планинари кои го сакаат масивот Кораб, денес има тура која е долга 13,5 километри и се тргнува од село Жировница со почеток во 9 часот. Ете, ова е сите оние информации за љубителите на спортот. Сега за оние кои што го сакаат градинарството, за оние кои што уживаат во уредувањето на дворовите, на своите градини. Има еден интересен настан, се нарекува Семенувачница, кој ќе започне во 12 часот во Општествената градина Бостание во Ново Лисиче, Скопје. Овдека може да си размените семе кое ќе ви недостасува за вашата градина или за вашиот двор. За сите оние странски туристи кои што се во нашава земја, кои што се во главниот град, може да присуствуваат на еден навистина интересен настан. Тоа е покана за дружба или запознавање во кафулето кое е наменето за друштвени игри. Кафулето се вика Само, а се наоѓа во Дебармало. Овој настан е со почеток во 16 часот. Ете, за почеток, ова беа некои културни настани, некои спортски настани, кои што ќе се случуваат денеска на 19 март во главниот град и во нашава држава. Сега одиме со кус блок реклами и веднаш потоа се враќаме во студиото и продолжуваме со сите оние содржини кои што ги подготвивме само за вас ова утро. Останете со нас. Веќе стигнавте? Сакав да ви изненадам. Абе, ти си? Баш убаво што дојде, па колку години не си била тука. There's a forest in your eye. Порасна? Ние останавме. In which we swim in the sea. А шо е темата или ќе ви да се вика тоа на изложбата? Трейлерот представува одлична најава за нашата и ваша утринска гостинка. Елеонора Венинова, режисер и сценарист на филмот Преекспонирано. Елеонора, добро утро. Добро утро. И добро ни дојдовте во неделната програма на Алфа телевизија. Постои едно непишано правило, да кажам, за вас уметниците, дека можеби сакате малку повеќе да си поспиете. Каков е случајот со вас? Дали ви беше тешко да станете или сте ранобудна? Не се вклопувам во идејата за уметниците кои што спијат до доцна, затоа што сум во принцип ранобудник и не ми е проблем да го сакам утрото, многу повеќе отколку ноќта, например, и си станувам рано сабајле, бидејќи исто така вежбам од сабајле, освен во недела. Во недела ми е ден за одмор, така што може да се случи да поспиам и тоа пак доста рано станам. Јас ви благодарам што одвоивте време, што сте ни гостинка оваа неделно утро. Поводот за вашето гостување е филмот Преекспонирано. Го видовме трейлерот на филмот. Исто така ќе има своја сега, да кажам, промоција во Италија на Кинест Фест, кој што ќе биде во мај месец. 7 и 8 мај ќе биде представувањето пред европската публика, пред публиката од Источна и Централна Европа. Ке имате вие на овој фестивал и ваша работилница. Ајде малку да позборуваме околу самиот фестивал, што ќе се случува во мај. Да, тоа е еден релативно нов фестивал кој што покрива источна европска кинематографија, односно филмови од овој регион. И тие не поканија, на наша огромна радост, би рекла, и на моја лична радост, морам да кажам, затоа што фестивалот е во Катанија, во Италија, потожна Сицилија. Јас секогаш сакам да одам на нови места на кои што не сум била, а Сицилија е едно такво место за кое што имам слушала навистина многу пофални зборови од луѓето кои што ја посетиле. И на фестивалот одам да го представам нашиот филм, но исто така како што најавивте ќе одржам и една работилница за љубителите на филмот таму. Така што мислам дека баш ќе имаме едно убаво представување не само мојот филм, туку и ние како држава, би рекла, на Сицилија и ќе видиме како ќе поминеме, ќе зборуваме за впечатоците можеби. Ќе зборуваме, да, потоа од кога ќе се вратите. Сега Преекспонирано
не му е прв пат да се представува пред публиката. Имаше своја светска премиера пред некои 3-4 месеци во ноември, од 13 до 22 чинам ноември во Каиро на А-фестивалот. Ајде да позборуваме малку на овој фестивал. За што се случуваше во овој фестивал? Значи, беше малку филмот цензуриран. Има можност да го видат само оние луѓе кои што беа акредитирани, меѓутоа критиките беа одлични од оние луѓе кои што го погледнаа филмот. Сега поминаа 3-4 месеци, имате ли некое образложение зошто не се емитуваше филмот, зошто го цензурираа? Ајде малку околу тоа искуство. Да, па ново некое образложение или појаснување не добивме после премиерата, практично откако го дознавме сето тоа. Како што имам кажано и претходно, ние навистина убаво поминавме на фестивалот во Каиро. Филмот имаше 2 проекции, двете беа одлично посетени, со одлични реакции од страна на публиката, со огромен број на прашања, добри критики, како што кажавте и вие. Таа мала цензура, како што ја нарековте, е баш тоа, некоја мала форма на цензура, која што предпоставувам дека селекторите оцениле дека заради тематиката не само на мојот филм, туку и на уште 4 други филма од различни делови од светот, значи и европски, имаше азиски филм, тие едноставно одлучиле да не ги отворат тие филмови за пошироката публика, бидејќи во Египет има комитет за цензура кој што го прегледува практично секој филм кој што се емитува во Египет, особено ако треба потоа да игра во кино. И тие буквално одобруваат или не одобруваат негово прикажување. Мислам со оглед на тоа што станува збор за еден навистина елитен фестивал од таа категорија, тие, да речам, го одобриле неговото прикажување, меѓутоа само за акредитирани, значи за за акредитирани група луѓе и за затворен круг на луѓе, што се зависи од кој аспект го гледате, може да биде тоа една мала победа, сепак филмот се прикажуваше и имаа прилика да го видат одреден број на луѓе, или може да го гледате и како еден, како да кажам, неубав настан, каде што сепак не успеа да го гледаат сите кои што може би сакаат да го гледаат, меѓутоа ето, тоа е што е и продолжуваме понатаму. Понатаму бевте на Азискиот фестивал во Индија од 2 до 9 февруари. Тамо не беше цензуриран филмот, може сите да го погледнат така, беше за цела публика. Како поминавте тамо? Какви се од тамо критиките? Да, па мислам дека имавме, за жал немавме представник таму на филмот, меѓутоа фидбекот кој што го добивме беше доста позитивен, дека имало интерес за нашиот филм, што многу ме радува мене лично, бидејќи кога вашиот филм се гледа и е интересен за публика и во Африка и во Азија, а се надевам и за европската публика, тоа покажува дека има нешто универзално, нешто со кое што луѓето можеби се поврзуваат во самиот филм, и навистина ме радува што имаме прикажувања и имаме публика во толку различни делови од светот. Да. Кога ќе биде македонската премиера? Кога гледачите ќе може да го погледнат преекспонирано? Помина веќе 4-5 месеци така од светската премиера. Да, помина доста време, меѓутоа од прилика еве да најавиме какви се плановите. Точни датуми немаме, меѓутоа верувам дека ќе биде во наредните месец-два, секако пред летото дефинитивно ќе имаме македонска премиера и после тоа и кино прикажување, така што верувам дека можеби не знам, за некои 2 месеци и македонската публика ќе може да отиде во кино и да го гледа. Да го погледне. Ајде сега зборувавме за фестивалите, меѓутоа да кажеме сега малку нешто за филмот. Преекспонирано. Интересен наслов. Што значи преекспонирано? Што толку се преекспонира во филмот? Ако можам така да кажам, или вака кога зборуваме со писатели кои што пишуваат книги, со сценаристи, велат многу ни е полесно да ја најдеме темата, да ја напишеме темата, значи идејата да ја пресликаме во хартија, отколку да го направиме, да го создадеме насловот на филмот или книгата. Кај вас како е случајот? Па, добро, мислам дека се согласувам со таа констатација, дека навистина е тешко да се извади еден наслов, 1, 2, 3 збора од нешто што е, без разлика дали е литературно дело или е филм од 90-100 минути.
Меѓутоа кај мене насловот е доста врзан со професијата на еден од ликовите, имено еден од ликовите Ана, е фотографка која што се занимава со аналогна фотографија. Верувам дека голем дел од младата публика можеби не го знае тој процес на како се развива аналогна фотографија. И во тој процес на развивање има еден дел од процесот, хемиски процес, е процес на експонирање на фотографијата. И тој всушност феномен, да кажам, тој дел од развивањето на аналогни фотографии, на експонирање на фотографијата, во овој случај двојно експонирање, значи преекспонирање на дадената фотографија, се добива резултат кој што е поинаков од она што сте имале намера да го постигнете првиот пат кога сте експонирале за прв пат. Така што е доста, тоа е еден стручен термин, кој што пред се, меѓутоа кај луѓето нели преекспонирање, експонирање на одредени работи има и друга конотација. И така што мене ми се допаѓаше таа двојно значење на некој начин на тој збор и затоа се одлучив да биде баш тоа насловот на филмот. Преекспонирана темата, која е темата, актерската екипа, кога е снимен, колку време го снимавте, колку време се монтираше, целиот тој процес, дали може малку да го објасниме. Темата ќе ни биде интересна, бидејќи затоа и беше цензуриран нели во Каиро на фестивалот. Ајде да видиме дали е тоа така, дали имало воопшто потреба. Па, добро, тоа најубаво ќе видат гледачите кои ќе го погледнат во кино дали имало или немало потреба. Темата е приказна за брачна двојка која што си е на одмор во Охрид и доаѓањето на една тинејџерка им го нарушува тој некој воспоставен идиличен мир или семеен живот, да кажеме. Филмот го снимавме во екот на пандемијата, значи само неколку месеци, 3 месеци и 4 после почетокот на пандемијата, значи тоа е некаде јули, август 2020, да, токму така. И тоа беше доста стресен период затоа што нели ништо не се знаеше што се случува во светот, а ние снимавме филм во тој хаос. Самото снимање траеше некои, ми се чини 30 дена. Каде го снимавте? Го снимавме во Охрид, можеби некои 26 дена и 3-4 дена во Скопје на неколку локации. Со тоа што процесот на монтажа потоа траеше доста подолго, би рекла, затоа што имам 3 ликови и сакав навистина да ги избалансирам убаво и тие нивни меѓусебни односи да ги доведам да го извадам максимумот од тие нивни односи меѓу ликовите. Улогите ги толкуваат Камка Тоциновски, Благој Веселинов, Сара Климовска и Маријан Наумов. Навистина тоа беше една мала актерска екипа, меѓутоа навистина имаше... За тоа време? За тоа време беше одлично, да, морам да кажам дека тоа беше можеби една предност во филмот, да, бидејќи секако тие си беа тестирани сите, се движаа без маски, ние се движевме со маски, нормално остатокот од екипата, меѓутоа и бидејќи самиот филм е така интимен и фактот што имав така мала екипа, мислам дека дефинитивно придонесе за атмосферата која што ја имаме во филмот и која што нели гледачите ќе видат дека е доста интимна, камерна, би рекла некако придушена, иако е лето, не секогаш имате чувство дека е лето и во таа куќа и во тие односи помеѓу ликовите. Така, ликовите. Споменавме екипата, споменавме колку и каде е работен филмот. Што е она што работите сега во моментот? Дали после преекспонирано? Предпоставам дека нешто се подготвува секогаш, така. Да, во меѓувреме, крајот на минатата година снимив нов краток филм, Прошетка, со кој што комплетирам една триологија кој што ја сочинуваат и други два кратки филма, Борба за смрт и Знак, кој што ги снимив претходно. Тој филм главните улоги ги играат Билјана Драгичевиќ Пројковска, нашата извонредна актерка, и младата дебитантка Надија Кирковска, која што овој беше прво искуство на филм, има 9 годинки. Беше тоа навистина интересно искуство и очекувам и тој филм некаде до крајот на годината да има премиера. Сега сме во завршни фази на подготовка. Во меѓувреме пишувам нов сценарио за долгометражен филм, така што има
работа. Нон-стоп нешто мора да се нон-стоп нешто случува. се случува. Да го искористиме вашето присуство. Еве, едно ваше видување, едно ваше мислење. Каква е состојбата со македонската кинематографија? Дали мислите дека се снимаат доволно филмови? Значи, и каква е поддршката од државата или не поддршката од државата, бидејќи сепак мора да се согласиме дека македонскиот филм е амбасадор на македонската култура, значи ја представува нашата традиција, нашиот јазик. Кој е вашето видување? Што треба да се направи за да еве таа филмска продукција биде повеќе поддржана, да кажам, од држава? Па да, секогаш, знаете, постои таа дебата дали се вложува или не се вложува доволно во филмот, и ако не прашате нас, уметниците, филмаджиите, ние ќе ви кажеме дека не се вложува доволно, дека со оглед на резултатите кои што ги имаме постигнато, особено во изминатите, не знам, можеби 5-6 години, од номинации за Оскар до филмови на Кан, на Венеција, во Торонто, ние наистина заслужуваме и поголеми буџети и подобри услови за работа. Од страната на државата, на оние кои што ги распределуваат парите, ќе ви кажат дека е време на криза, дека нели на се треба да се штеди, вклучително и на филмот. Меѓутоа тука не можам да се согласам, затоа што, како што рековте и вие, филмот како културен производ е амбасадор на нашата земја. Значи, нашиот филм кога се прикажува и луѓето слушаат македонски јазик, кој што нели е толку споруван во овој период, и едноставно ја промовираме нашата култура и одимете на места како што сега ние ќе одиме во Сицилија, на кои што луѓето можеби не би гледале никогаш македонски филм да не го гледаат нашиот филм на тој фестивал. И мислам дека заради тоа треба многу повеќе, би рекла, да се инвестира во филмот, и не само во филмот, туку во културата како целина, затоа што токму уметноста, токму културата не промовира во странство, истовремено ни нуди нешто, ни покажува некои нови аспекти на нашето битисување, на нашето сегашно постоење. Така што што е она што ги интересира најмногу странците? Што е она што сакаат најмногу да видат од нашата земја? Еве, да кажеме во филмовите. Кој дел најмногу ги интересира? Храната, традицијата, минатото, нашите села, убавини? Па, мислам дека... Бидејќи еве го представувате филмот преекспониран или на странски фестивали, каде е интересот најмногу на публиката? Што ги интересира од земјава наша? Би рекла дека најмногу ги интересира не само нашата земја од секоја помала култура, ги интересира некаква автентичност. Во филмот да препознаат некаков автентичен живот на луѓето од таа земја. Така што би рекла дека нема едно нешто конкретно можеби што ги интересира, но дефинитивно да, ги интересираат приказни кои што се можеби поразлични од оние кои што тие ги искусувале. Предели, социјален живот кој што е можеби поразличен од тие, или кој што тие очекуваат дека постои кај нас овдека. Така што тука некогаш постои една дискрепанца помеѓу тоа што тие очекуваат да го видат и помеѓу она што ние сакаме да го прикажеме, и тоа може да биде и своевиден проблем, тие да имаат одредена перцепција за нашата земја или за нашиот регион и да очекуваат тоа да го гледаат, а ние сакаме да направиме некоја приказна која што можеби не се вклопува во очекувањата кои што тие ги имаат за нашата земја. И така што тоа се интересни дебати кои што ги имаме и ние уметниците меѓу себе, особено од вакви помали земји, помали региони, со селекторите на тие големи фестивали кои што ги бираат нашите филмови. Каква е соработката, еве сега додека говоревте, со режисерите, со филмските работници од другите региони, еве од соседството? И каде сме ние, каде е Македонија, каде е македонската кинематографија во споредба со српската, со хрватската, со црногорската? Еве, каде ние стоиме на таа, да кажеме, на балканска мапа? Па јас би рекла дека доста добро котираме во однос на таа регионална или балканска продукција. Во смисла зборувам за филмовите, затоа што повторно ќе кажам, ако погледнете изминатите години, сме имале филм, дали краток, дали долгометражен, речиси на секој поголем светски фестивал.
Така што мислам дека тука котираме доста добро. Соработката е навистина добра, можам да кажам. И јас лично имав, например, директор на фотографија од Словенија на долгометражниот филм. Имаме српски копродуцент, сега соработувам на еден краток филм со српска режисерка, која што ми беше и консултант на сценариото на Преекспонирано, така што тие врски помеѓу нашите земји, култури, а и помеѓу нас самите како уметници дефинитивно постојат и мислам дека и како регион, барем доскоро, котиравме доста добро. Сега, изради некои политички случувања, се врти интересот повеќе кон Источна Европа, особено кон Украина, затоа што на неколку години има региони кои што им се интересни на селекторите и мислам дека сега полека можеби се врти фокусот повеќе кон тој дел од Источна Европа. Во неврзан разговор пред да влеземе во студиото, ми споменавте дека режија завршивте во Америка, така, во Лос Анџелес. Какво искуство носите од таму? Па, во Лос Анџелес примарно што студирав ми беше сценарио, режија ми беше секундарно. Тоа е еден свет доста поинаков од нашиот. Би рекла дека е многу покомерцијално размислувањето, многу е позанатски пристапот кон работата, дури на уметноста се гледа како на нешто, не би сакала да кажам второстепено, меѓутоа примарно е секогаш занатски да се одработи дали сценариото, дали филмот. Меѓутоа тоа е одлично искуство ако го искомбинирате со како да кажам спонтаноста и помалку и хаотичноста на функционирањето на уметникот и уметноста во овој дел од светот, така што како комбинација на тие два света би рекла дека беше тоа добро и неопходно искуство за мене. Во контекст на Америка, имаше една информација дека Џон Малкович ќе прави некои студија тука од Холивуд, така? Холивудска продукција се планира да се донесе овде во Македонија. Какво е вашето мислење и размислување околу тоа? Позитивно или сигурно дека да, така? Вака на прва би рекла дека е позитивно, меѓутоа да, не знам искрено што се случи со таа иницијатива, беше некако бомбастично најавена и потоа замре и сега нема веќе информации што се случува. Тоа како идеја е дефинитивно добро и корисно и би било фантастично за нас како земја, како филмски работници и за регионот, меѓутоа треба да се има предвид дека тоа е доста скапа и голема инвестиција, која што јас сум апсолутно би поддржала нешто такво да се направи, меѓутоа мислам дека за тоа треба едноставно многу планирање и многу време. И некако стравувам дека барем мојата генерација нема да доживее да ги види тие студии ако воопшто некогаш бидат направени. Елеонора, ви благодарам за разговорот. Посакувам уште многу филмови во вашата понатамошна кариера. Убаво да поминете во Италија, уште еднаш кога да го најавиме фестивалот, ќе се одржува во мај во Катанија. Да. Посакувам многу успех, бидејќи денес е недела. После студиово, после разговоров, како ќе си го поминете денот? Па обично во недела одмарам, читам, гледам филмови, чистам по дома, така што ќе го поминам во такви домашни некои активности. Бидејќи е недела, опуштено, дозволено ни е се, нели? Дозволено ни е малку повеќе да се поспиеме, да се релаксираме, да се опуштиме, да се дружиме со нашите најблиски. Благодарност што одвоивте време и до следно видување, довидување. Ако има прилики, верувам. Фала ви. Почитувани, продолжуваме понатаму со нашата емисија. Следува разговор, подносно прилог за спортот. Македонија изобилува навистина со голем број на млади спортски таленти, меѓутоа условите за зимските спортови кај нас не се баш на највисоко ниво. Односно, тука кога зборуваме за зимски спортови, мислиме на хокеј на мраз и на уметничко лизгање. Еден ваков прилог следува во наредниве неколку минути, кој што го подготви колешката Ивана. Хокејот на мраз во Република Македонија е донесен во 50-тите години на минатиот век од страна на македонци кои што живееле, студирале и работеле во тогашна Чекословачка.
Но какви се условите денеска во Македонија за занимавање со овој зимски спорт? Колку луѓето сакаат да уживаат и да спортуваат со хокеот? Ова утро ќе разговарам со Ѓорги Грчев, кој што е токму тренер на хокеарската репрезентација на Република Македонија. Најпрво ќе ви посакам добро и убаво утро. И ја на вас. Фала што дојдовте, фала што ќе направиме некоја вака снимка за хокеари, за луѓе да имат представа што се дешава во Македонија со хокеот. И уште еднаш благодарам. Хокеот беше атрактивен 69-та година, се одржа светско првенство во С група во Македонија, на Кале. После тоа се продолжи со хокеј интензивно, додека работеше стадионот Кале, игравме до 89-та година. После замре хокеот нагло, после известно време Никола се активирал пак хокеот да се врати на подрачјето во Македонија и Борис Трајковски изгради 2014 спортски ареал Борис Трајковски, направи стадион. Така да после тоа стадиончето се подзатвори, полека се прават некои услови подобри. Бевме 2018 година на светско првенство во Д група, кај што ви покажа пакета, прво место добивме. Поради недоволни услови не можеме да се пласираме во С група, зашто стадион треба да биде затворен. Сите услови не ги исполнувавме. 2020 година, 19 дојде ковид, тука застана све моментално тие 2 години, а оваа година после тој прекидот почнуваме пак да се активираме. Ги канам млади деца кои што се заинтересирани за хокеј, масовно да доаѓаат. Убав спорт е мушки спорт, така да треба да видат, да доаѓаат. Имавме се некоја утакмицата со словенците, со Словенија, имаше публика, имаше све. Се надевам, ако Борис Трајковски го затвори целиот ареал, дека ќе има интерес голем. Кај младиве, што е многу битно, млади деца сакам да се појават, имаме опрема за нив, имаме услови, се надеваме дека ќе биде све добро. У овој момент би сакали да ја поздравам Словачка амбасада во Македонија, која што 2 пати учествуваше со финансиска помош за подобрување на условите во Македонија. И амбасадорот и заменик на амбасадата 2 пати финансиски убава помош дадоа и уште имаме некои можности да ни помогнат за развој на хокеот, на уметничко лизгање, на слободно плизање, така. Благодарејќи на нив ја продолживме сезоната за месец и нешто, така да благодарница, фала и многу на Словачка амбасада. Што е потребно за оние деца кои што сакаат да се занимаваат со хокеј на врац? Какви услови им се потребни, но и дали им се потребни никакви предзнаења за да почнат да се занимаваат со овој спорт? За знање, значи знање ќе добиваат кај нас со тренинзи, опрема имаме, некоја добивме од федерација, таму некоја имаме за 50 дечиња имаме. Значи дечиња да доаѓаат од 8 години, од 7 години и на самите тренинзи они ќе добијат и знање и све као секој спорт е така. Значи сега треба да почнеш да тренираш, да ово и со тоа полека ќе стекнеш и знање и тоа е цела време кај хокејот. И важно е желба. Тоа е многу битна работа. Желба да имат децата, да доаѓаат масовно, да се дружиме овдека, да правиме децата да ги изнесеме на убав пат. Тоа е многу битно кај младиве. Имаат желба, имаат воја децата, нели, но сепак немаме доволни услови, како што споменавте пред малку, немаме соодветни услови за да може, нели, да се одржуваат тренинзите. Што најпрво ви е потребно да се смени во поглед на условите за да може да имаме подобри секако и понатаму секако, нели, подобри резултати каде што се представувате? Јас морам да кажам едно фала и на Борис Трајковски. Оваа година мислам дека ни усусрет ни дојда, помага во што може, само ако може некако да се издействува, овој простор да се затвори комплетно и автоматски ќе се продолжи сезона од 4 месеци на 7-8 месеци и тоаш децата ќе добијат комплетен третман за хокеј, да може да бидат хокејари, дали уметничко лизгање, дали хокејари, тоа е, значи, битно е овој простор да се затвори, да се продолжи сезоната, да може да тренират поиќе месеци, да као секој тоа спорт.
страдал еден од хокеарите во Република Македонија, кој што за себе вели дека од кога знае за себе почнал да се занимава со хокеарство и со хокеј на мраз. Ненад, најпрво ќе ти посакам добро и убаво утро. Знам дека си изморен после напорниот тренинг кој што го имаше утрово. Така е. Како што рековте, уште од раните почетоци, по љубов за хокеј стекнав од татко ми. Он беше еден од подобрите хокеари во Република Македонија на времето. Што е потребно, какви виштини е потребно да се посетува за да се биде успешен хокеар во Македонија? Љубов кон лизгањето, љубов кон спортот, љубов кон хокејот. Тоа е сасвим доволно за да може еден човек да успее во спортот. Што ќе им порачаш еве на младите деца кои што можеби се двоумат да почнат дали да почнат да се занимаваат со хокеј на мраз? Колку порано се почна, толку поубаво, колку побрзо се помине страва, толку поубаво за нив. Секој ден е добре дојден овдека да дојде да тренира, да игра, да лизга. Колку е порано, толку е поубаво да се дојде. Колку често се одвиваат тренинзите, колку често имате тренинзи и колку време траат? Во моментов е вторник и четврток од 9 до 11 часот на вечер. Траат 2 часа. Секој е добре дојден кој сака да учествува. Што очекуваш во поглед на хокеарството, односно што сакаш ти индивидуално да постигнеш во текот на твојата кариера? Прво да се дојде до затворена арена каде што ќе може да имаме тренинзи преку целата година, каде што ќе може и младите да учествуваат константно, да се обучуваат, да се усовршуваат. Меѓу другото и ја исто да го посакам да се донесеме на едно повисоко ниво, да можеме да настапуваме надвор, да играме за репрезентација, да играме за клубови. Тоа е тоа. Кој е твојот омилен хокеј тим? Нью Йорк Рейнџерс. Првото големо надпреварување во уметничко лизгање било Европското првенство кое за прв пат се одржало уште во 1891 година. Во следната 1892 година била основана и меѓународната лизгачка организација, а првото светско првенство се има одржано во 1896 година. Денес уметничкото лизгање е популарен спорт на зимските олимписки игри во кои што елеганцијата на надпреварувачите и нивните движења го привлекуваат вниманието на публиката. Не е за изненадување ако се каже дека многу надпреварувачи во овој спорт имаат физичка и психолошка подготвеност, како и надпреварувачите во гимнастиката. Како и хокејот на мраз, уметничкото лизгање е најпопуларно во оние региони каде што мразот е природна појава. Денес уметничкото лизгање е поделено во 4 дела: поединечно лизгање за двата пола, лизгање во спортски двојки, лизгање во танцови двојки и синхронизирано лизгање. Но колку е популарен овој спорт во Република Македонија и колку имаме услови за децата да можат да учат и да тренираат уметничко лизгање? Какви се условите за уметничко лизгање во Македонија и каква е заинтересираност така и младите? Добро утро, поздрав до вас и до вашите гледачи. Условите за спортување на уметничкото лизгање, како и за останатите зимски спортови кои што бараат лизгалиште, се недоволни, да не речам минимални, бидејќи имаме услови само за 3 до 3,5 месеци мраз, а тоа не е никако доволно за да се практикува сериозен професионален спорт. Заинтересираноста е голема од аспект што има голема желба за децата за овој спорт. Овој спорт е спорт кој што треба да се започне со спортување од најмала возраст, од некаде 4,5-5 годишна возраст и бара многу тренинзи на мраз, многу посветеност, а условите кои што ги имаме не го дозволуваат тоа, па затоа и резултатите не се на нивото на кој што ние би сакале како федерација да ги постигнеме. Што правите во останатите месеци кога немате можност да одржувате тренинзи? Останатите месеци се работи на специфични вежби на суво, така се кажуваат. Тоа се тренинзи кои што бараат подготовка на мускулите за да може да се направат оние вежби кога има мраз. Меѓутоа и тие не може да траат предолго, значи не може да траат 6 месеци да имате тренинзи без мраз или тренинзи на сува, а само 3,5 месеци да имате мраз. И од тие причини во летниот период наоѓаме услови за тренинзи на мраз во соседните држави, Словенија, Србија, Бугарија и така натаму, секаде каде што можеме да имаме прилика да тренираме на мраз. Што е потребно за едно дете што сака да се занимава со лизгање? Потребно ли е да има некакви познавања и вештини пред да дојде на првиот час?
Со нашите спортисти или деца кои што прв пат стапнуваат на мраз, работи во моментот првен тренер од Украина со 15 годишно работно искуство и самиот тој е поранешен лизгач кој што бил меѓу првите 10 во свет и носител на златна медаља на јуниор гран при надпревар 1994 година. Оставаме сите оние работи кои што се однесуваат на тренажниот процес, тој да ги процени заедно со нашите помошници тренери. Тоа што знам дека е потребно е само добра координација и љубов према спортот. Исхраната на детето во неговата најрана возраст е значаен фактор за правилен раст и развој кај децата. Кога мислиме за исхрана кај новороденчињата, најчесто него секогаш станува збор за мајчиното млеко, кое што е незаменливо. Ова утро ќе разговараме со Јасна Апостолски Николов, дипломирана медицинска сестра, единствен меѓународен сертифициран консултант за лактација. Добро утро и добро ни дојдовте во утринската на Алфа. Како сте ова утро? Неделно утро? Добро. Добро, убаво стаставте? Се. Не ви беше проблем супер, раното будење? за поканата. Не, јас секогаш рано станувам. Одлично, значи сте ранобудна. Да. Вие ни доаѓате од Центарот Здраво бебе. Да позборуваме малку за почеток околу самиот центар. Значи, што опфаќа центарот, за кого се е наменет, какви консултации се вршат тука? Ајде, представете го. Центарот за мајки Здраво бебе беше основан пред 3,5 години, кога јас го добив сертификатот за меѓународен консултант за доење. Со цел да може да се испромовира професијата консултант за доење и да може да се организираат што е можно поголем број на работилници и семинари, со цел овие услуги и овие, да речеме, едукации и информации на полето на доење и развој на лактација да бидат подостапни за мајките во нашата држава. Информации во однос на доењето они може да најдат на странските сајтови, меѓутоа сепак требаше да има нешто кое што ќе биде нели на наш мајчин јазик и кое што ќе биде достапен и за нашата популација. А за таа цел, за да може да функционира се тоа како една целина, е основан Центарот за мајки Здраво бебе, кој што има и своја веб страна и сите можни информации поврзани со доењето и лактацијата, сите новитети и целата работа на мене како консултант за доење и на сите активности на Центарот се споделуваат на таа веб страна, поддржана нормално со страните на Инстаграм и на Фејсбук. Во склоп на Центарот за мајки Здраво бебе, покрај консултациите за доење, се одржуваат и вежби за психофизичка подготовка на трудници. Пред да станам консултант за доење, имав обука за сертифициран едукатор за психофизичка подготовка на трудници за породување. Вежбите за трудници ги држам веќе 9-та година. Има голем интерес и токму поради тоа и поради развојот на сите активности во Центарот, веќе мораме да ја преместиме и локацијата на Центарот во поголеми простори. Освен консултациите за доење и вежбите, имаме и стручен соработник педијатар, тој е доктор Драгана Емел Марковска, која што одржува консултации со родители, прегледи на деца, значи од новороденчиња до 2-годишна возраст, доколку имаат потреба од второ мислење, чисто преглед кај педијатар и така натаму. Рековте дека Центарот Здраво бебе е наменет за трудници, доилки, идни мајки. Каде се тука татковците? Дали и тие може да присуствуваат на овие часови кога ги држите за трудници? Во сите овие активности што ги напоменавме, пожелно е секогаш да присуствува таткото. Почнувајќи од психофизичката подготовка за трудници, во програмата која што ја имаат вежбите за трудници, часовите за трудници, има еден час кој што е одвоен за присуство на татковците, значи заедно со партнерите. Не мора само татковци, имаме нели партнери. Има интерес?
Има интерес, Така? да. Единствено во короната имавме само нели проблем со одржување со физичко присуство, каде што неколку месеци се одржува онлайн, меѓутоа после тоа самите трудници немаа проблем да присуствуваат со физичко присуство, бидејќи и програмата и она што се учи всушност на тие часови, техниките на дишење, напонот за породување, практични работи околу нега на бебето во однос на доењето, многу е подобро да бидат со физичко присуство и имаше интерес и за онлайн, имаше интерес и за физичко присуство и секогаш е прашањето дали може да присуствува и партнерот. Во програмата е застапено 1 час. Меѓутоа ако има интерес, во неколку групи имавме и повеќе часови каде што присуствуваше и партнерот. Кога станува збор за консултациите за доење, секогаш инсистирам да биде присутен и партнерот. Затоа што секогаш и треба на мајката, ако ништо друго, барем психолошка поддршка од страна на блиските членови, најмногу од партнерот, па и поблиските членови на семејството. И нормално кога станува збор за консултативни прегледи на децата, секогаш треба да бидат присутни двата родители. Да. И има место за партнерите, значи во нашиот центар добре дојдени се секогаш. Да се вратиме сега на онаа тема за која што ќе зборуваме ова утро, значи ќе зборуваме за доењето. Мајчиното млеко е незаменливо во првите 6 месеци на новороденчето. Какво е значењето на доењето и со кои све дилеми се судруваат мајките? После породувањето. Тука има и еден психолошки момент кој што има голема во еден улога. круг. Да. Исхраната со мајчиното млеко незаменлив извор за исхрана кај едно новороденче. Но да не бидеме многу сурови, некогаш викаат вие консултантите за доење премногу гледате демек строго на таа страна. Има мајки кои што навистина има причини заради кои што не можат да дојат. Тој процент на мајки е многу мал. Меѓутоа, очекувањата на мајките во однос на првите денови после породувањето се огромни во однос на надваѓање на млеко и почеток на доењето. Од тука е потребно да се вратиме малку наназад, едукација во пренаталниот период, каде што неколку детали во однос на развој на лактација, како оди развојот на лактацијата, што треба да се случува првите денови, колку млеко треба да произведува градата, за да не се они некако психички многу паѓаат во тие моменти кога ќе се породи и ќе стисне градата, гледа 2-3 капки млеко и тука веќе се разочарува. Очекуваат веднаш прилив на голема количина на млеко и на млас на млеко. Меѓутоа, ако претходно се едуцира, и знаат дека процесот на развој на лактација и на доаѓање на мајчино млеко оди во неколку фази. Прво во болница ни доаѓа колострумот првите 24 до 48 часа, тоа е она најубавото белото жолтото густото млекце и нездравото, да, кое што го нарекуваме нели течно злато, и се лачи во многу мали количини, 2 до 10 мл, соодветна количина колку што собира желудникот на бебето. Ако мајката ја притисне градата за да види дали веќе надошло млекцето, колострумот ќе капе во капки. Затоа и се собира во лажичка и затоа се дава на бебето со лажичка, доколку бебето не може да цица од одредени причини. После 7-тиот до 9-тиот ден имаме надоаѓање на 1 бран на зрело млеко. Значи, како расте бебето, му расте желудникот и му растат потребите, така и градата создава повеќе и повеќе млеко. После 21-тиот ден имаме нов бран на зрело млеко. Значи, тоа е еден процес кој што се развива 6 недели, првите 40 дена. Кај некои мајки, доколку постои некоја индикација, полицистичен јајник, проблем со тироидна жлезда, тешко породување, породување со царски рез, зголемено крварење после породување, висок притисок, при диабетес мелитус, може да се случи да имаме одложување на целиот тој процес. Значи, малце подоцна да добиеме развој на лактација, односно да добиеме соодветна количина на мајчино млеко. Меѓутоа, она што треба да го правиме во првиот период, доколку сакаме да доиме и да дојдеме до некаков ефект, е стимулација на градата, односно цицање од страна на бебето. Значи, без разлика дали има 3 капки или има 5 капки, контактот на бебето со градата е она кое што ни го стимулира целиот тој хормонски ланец и го активира целиот тој процес. Тригер за отпочнување на лактогенеза 2 или ослободување на мајчиното млеко од клетките кои што го создаваат во каналчињата е излегувањето на постелката. Самиот чин на породување на бебето и нормално кога ќе излезе постелката, веќе имаме пат на прогестеронот, се качува пролактинот и веќе почнува да функционира тој хормонски ланец во производство на мајчино млеко. Меѓутоа, ако ние немаме стимулација од страна на бебето,
празнење на градата од страна на бебето. Или ако не може бебето, тогаш го ја измозуваме градата со пумпа за измозување или рачно со масажи, тогаш ние на градата и даваме сигнал дека не треба да прави млеко. Значи ние не треба да го чекаме млекото да дојде па да го ставиме бебето, него треба да учествуваме во целиот тој процес на стимулација, бидејќи така природно треба да биде. До кога се препорачува ексклузивно доење? Какви се сега препораките? И кога се почнува со прихранување? Сега тоа е, предпоставувам, индивидуално прихранувањето во зависност од секој новороденче, од секој бебенце, не новороденче, него бебенце. Ајде малку околу тие дилеми. Тие некаде велат 4 месеци, 6 месеци. Како е сега? Ексклузивното доење се уште според Светска здравствена организација е пожелно да биде до 6-тиот месец возраст на новороденче. Тоа значи само мајчино млеко, ни вода, ништо. Млеко, не вода, не чај, ништо. Од 6-тиот месец да се започне со воветување на дополнителна исхрана. Нормално тоа се оди во консултација со педијатарот до година дена и после година дена препорачано според СЗО до 2 години. Дури сега со сите овие случаи настани во светот, војната, земјотресите и така натаму, СЗО викаше ако може и до 3 години да се дојат децата. Со тоа што да речеме, вака кога ова го зборуваме и кога имаме една мајка со новороденче, сите викаат, нема шанси, јас толку долго време да го дојам. Меѓутоа, кога ќе видат дека бројот на плодовите после една година е многу мал, еднаш до 2 пати, 3 пати во денот, веќе не им представува никаква потешкотија. Сега, доколку тоа е на продолжено доење. Они така го класифицираат некако продолжено доење, меѓутоа тоа не е продолжено доење, но тоа е доење во тек на раст и развој на бебето. Затоа што ако гледаме дека СЗО вика до 2 години, значи ние до 2 години не може да збориме за продолжено доење. Значи после 2? После било. Ајде по некоја класификација после 2, али така го сите класифицираат како продолжено доење. Дали ќе почнеме од 6 месеци, од 4 месеци возраст кај бебињата, тоа е индивидуално. Ако бебето добро напредува, јас да речеме работам во ординација по педијатрија и докторката кога станува збор за прирастот на децата се води по перцентилните криви на раст за раст и развој на децата и за висина и за тежина. И ако гледаме дека добро ни напредува покривата бебето и е неисхрана само со мајчино млеко, ние остануваме на тоа дека до 6-тиот месец тоа бебе ќе биде на мајчино млеко. Ексклузивно доење. Ако гледаме дека почнува да паѓа од кривата, меѓутоа не зборуваме за пат од 100-200 грама, зборуваме за некој поголем пат. И мајката кажува некои, да речеме, моменти кои што ги забележува каде што приметува дека можеби бебето е гладно и дека не му стасува веќе исхраната со мајчино млеко, тогаш почнуваме некаде од 5-тиот месец да малце од малце воведуваме вкусови, за да можеме полека да заменуваме еден оброк. А што е со водата? Кога се препорачува внес на вода? Внесот на вода се препорачува... Тука се оние дилеми кај мајките. Внесот на вода се препорачува после 6-тиот месец кога почнуваат со храна. И се пробува да се нуди вода. Сега бебињата кои што цицаат не сакаат баш многу вода на почетокот, значи они си го јадат оброкот и пак си цицаат. Да, и така си го заменуваат потребата за жет, односно за хидратација. Често пати имаме и прашања, да речам, ако некаде 4-4,5 месеци педијатарот советува дека детево слабо напредува и дека треба да се даде дохрана, пак е тоа индивидуално, нели, како педијатарот проценува дека треба да се прави, меѓутоа советите се дека ако веќе дојдеме на возраст каде што детето може да јаде, а претходно било на ексклузивно доење и на вистина може би му фали еден оброк, нема потреба да се додава адаптирано млеко на таа возраст, туку веќе да се почне со храна, затоа што сепак хранливата вредност на овоше, зеленчук и се останато што може за житарки за таа возраст е многу подобра и поздрава, да речеме, отколку да се додава адаптирано млеко. Кога веќе сме го надминале тој кризен период до 4 месеци и сме постигнале ексклузивно доење, веќе понатаму не размислуваме воопшто да додаваме адаптирано млеко. Сакам да прашам сега, што е со моментот кога мајката треба да тргне на работа? Знаеме дека породилното кај нас е до 9 месеци, меѓутоа има некои мајки кои што почнуваат со работа и многу порано, 3-6 месеци. Ајде малку за овој момент, предпоставувам, потешко е за мајката тука. Да, на мајката е потешко. Децата полесно се прилагодуваат. Некое време им треба и на мајките да видат дека на вистина децата полесно се прилагодуваат, меѓутоа пак првите денови владее нели оној страв кај сите. Во однос на доењето кога доаѓа до тој момент, имам консултации, нели, што ќе се прави кога ќе тргнам на работа, се со цел да се одржи доењето. Ние имаме долго породилно отсуство за разлика од многу други земји во светот, каде што веќе кога мајките тргаат на работа, децата имаат скоро 2 до 3 оброци.
Значи, во тој период кога се отсутни од дома, може да го надојат бебето пред да одат на работа, па тоа детенце си има, бебенце си има доручек, си има ужинка, си има ручек и веќе мајката се враќа од работа и продолжуваат со доење понатаму, нормално набарање на бебето, тука веќе не гледаме некој посебен распоред откако ќе се вратат од работа. Сега и имаме законски нели дека мајките до 1 година можат да користат право на 1 час пауза или порано да си заминат од работа ако не искористат во тек на работниот ден. И тука веќе се подоите намалени. А ако станува збор за тоа дека треба да одат на работа порано, 3 месеци, 3-4 месеци, така, ексклузивно доење. Да, или 6 месечна возраст, во тој случај се одмолзуваат, оставаат 1 до 2 дози на млекце и нормално почнуваат со храна малце порано за да можеме отсуството неизино, па е зависно и колку часа е. Ако е 3-4 часа обично кога тргнуваат порано, па имаат скратено работно време првиот месец, па тука компензираме со едно измолзено мајчино млеко и не го нарушуваме тој дел на ексклузивно доење, него баш ке дојде на возраст од 6 месеци каде што ќе почнат да воведуваат храна и нормално кои се зголеми на низ работното време во денот, веќе имаме простор да дадеме еден оброк, сме дошле до тој момент. А колку време колку се препорачува да биде таа пауза помеѓу доењето? Дали важи се уште она правило, па давај му да цица кога сака, кога е гладно, кога ќе заплаче, или има на 2 часа, на 3 часа, што е тука и со нокното доење? Секогаш постои ли некое правило сега како е? Не, нема правило. Секогаш препорачуваме да се дои на барање на бебето. Особено кога станува збор за новороденче во првите 3 месеци, кога се уште трае тој процес на развој на лактација и кога се уште нели ние тоа бебе да речеме мало се соочува со живот во нова средина, период на адаптација поминува 40 дена на мајката со бебето, бебето со мајката. Ние не можеме да ги ограничиме да цицаат на 2 часа и на 3 часа тие бебиња, кога цицаат кратко, малку, таа количина на мајчино млеко се вари многу брзо, че мајчиното млеко е лесно варливо, се вари за 25 минути. Ако во првите денови тоа бебе цица по 30 мл, не може да го држи 3 часа. Значи не може да постојат универзални насоки дека мора да цица на 3 часа. Или, да речеме, мајките често ми викаат, ми рекоа да го дојам на 2 часа за да може градата да создаде доволно хранливо млеко за наредниот подој. Значи градата работи на принцип побарувачка понуда. Колку ќе побараме, толку ќе направи. Колку почесто ја стимулираме, толку добива сигнал да прави се повеќе и повеќе млеко. Ако ние викаме треба да правиш на 2 часа во периодот кога ја развиваме лактацијата, ние само и правиме стоп на градата. Значи најдобро е да се дои на барање на бебето. И после тоа некаде на 3-3,5 месечна возраст самите деца почнуваат да ги оддалечуваат подоите. 2,5-3 часа. И ако добро напредува тоа бебе, ние не даваме совет дои го на 2, дои го почесто, не го оставаме едноставно како природно си тече тој процес на доење кај мајката и бебето. Секоја мајка со бебе е индивидуален доенички пар и не може да постои универзална насока за сите. Многу ретко има, еве на пример сега во ординација имаме 2 бебиња кои што се родени по 3,900-4,100 и на 2,5 месечна возраст се 8 кила само на доење. И на таа мајка и викаме барем 3 сата да има од еден до друг подој. Она вика има и 3,5, има и 4. Меѓутоа тоа бебе одлично напредува. Ама не, тоа е се да речеме многу ретки случаи каде што и самата мајка пошто гледа дека преодлично напредува бебево и што викаме ние дебелки се веќе. Меѓутоа бидејќи се неисхрана со мајчино млеко, ние тука не се секираме во однос на обезитас понатаму развој на дебелина кај бебето. И она самата викаме јас намерно го држам 3-4 часа. Он вика, нема проблем за 3-4 часа. Ми на 4 часа види колкаво е. Тоа се многу ретки примери каде што можеме таков некаков совет да дадеме. Обично даваме совет на барање на бебето да се дои. Каква треба да биде исхраната на мајката, на доилката, да нема грчеви бебето, поготово кога станува збор за новороденче? Тоа е исто така едно од дилемите кај мајките. Првите месец-два. Зашто да јадам и како да јадам, колку да јадам за двајца, нели она што од нас ни останат од постарите. Ти си доилка, за двајца треба да јадеш. Исхраната на мајката треба да биде богата, овоше зеленчук, нели? Разновидна. Оброци да има редовни 3, по можност 2 ужинки и она што е дополнителен внес се само 500 калории во текот на денот кога станува збор за доилка. Во однос на грчевите, експертите во светот кои што работат на поле доење викаат исхраната на мајката нема никакво влијание на појава на грчеви кај бебето.
што нас во пракса ни покажа дека е така. Имаме бебиња чии што мајки јадат се и они немаат грчеви, и бебиња чии што мајки се ограничуваат од се можно што може да предизвика гасови кај бебето, и деца кои што имаат грчеви. Значи и таква ситуација, што нас ни кажува искуствено дека апсолутно исхраната на мајката не може да влијае на појава на грчеви кај бебето, но единствено што даваме совет е во првиот месец да се избегнува грав, грашак, боранија и зелка, бидејќи тоа се наши традиционални јадења, манџички што викаат мајкиве, и ние не можеме да поминеме со 100 грама гравче, него јадеме потватање гравче. Тоа предизвикува мачнина кај мајката, нејзе ќе биде после тоа тешко. Не веруваме дека некој проблем ќе има кај детето, ама нејзе како дојлка во тој период кога се уште и матката не е собрана и се уште рана боли и се, ќе биде мачно и тешко. Инаку нема влијание на грчевите. Уште едно прашање за крај, тоа е одвикнувањето. Болна, да кажам, тема, ама повеќе за мајките, отколку за бебињата. Емотивниот момент тука е многу значаен. Ајде накусо околу уште за ова да објасниме како да биде полесен тој момент на одвојување, одвикнување од доење. Одвикнувањето е исто процес како што е развојот на лактацијата. Значи самиот процес на одвикнување најдобро е да биде постепен, а скоро кај сите е постепено затоа што почнува со самото внесување на оброци и намалување на подои. Постепеното намалување на подоите всушност е почетокот на одвикнувањето. И нели доаѓаме до оној момент кога имаме неколку подои во денот, кои што се, да речеме, на тежина, повеќе емотивна врска помеѓу мајката и бебето. Она што секогаш нели ги мачи мајките е дали стварно млекото после една година е вода? Не. Значи составот на млекото се менува согласно возраста на бебето, детето, тодлерчето и потребите кои што може да му ги нели суплементира мајчиното млеко. После годината веќе мајчиното млеко има повеќе имунолошка заштита, значи во својот состав има имуноглобулини кои што доминираат во имунолошката заштита кај детето, отколку хранливите компоненти, бидејќи тоа дете веќе јаде. Меѓутоа, оној момент, емотивната поврзаност на мајката со бебето е она кое што ние треба да направиме план за да може да оди градацијски постепено да се намалува, за да не биде травматично ниту за бебето, а од друга страна и доста емотивно е за мајката. Има примери каде што самите деца природно се одвикнуваат од доење. Мајката тоа потешко го доживува. Не сака веќе, не ме сака веќе, зашто така одеднаш, можеш уште еден месец, два и така натаму. Затоа се прави план и не може да се објасни во една реченица. Прво се гледа нивното секојдневие, распоредот на подоите, дали оди мајката на работа, дали детето оди во градинка, момент кога мајката сака да почне со одвикнување, да не биде некој момент сега детево почнува да оди во градинка, па ние сега да работиме на одвикнување. Имаме една нова средина и друг нов момент. Или да речеме да мајката тргнува на работа, па тогаш да сака да почнува да го одвикнува. Многу тежок момент за такво нешто. Затоа се прави план каде што и другите членови од семејството треба да бидат вклучени, па сето тоа да помине што е можно побезболно. Да. Јасна, тука ни е некаде и веќе крајот на разговорот, помина брзо овие минути предвидени за нашиот разговор. Секогаш е ова неисцрпна тема, интересна тема за сегашните мајки, за идните мајки, па и за татковците, значи за сите. Да, и татковците мора да бидат вклучени. Уште еднаш за разговорот. Посакувам убаво неделно попладне и предпладне, убав ден да си имате и до некое следно довидување и многу успех во вашата работа во Центарот Здраво бебе. Ви благодарам и на вас за поканата. Се гледаме во некоја наредна прилика. Благодарам. Почитувани, ние продолжуваме понатаму со предвидените содржини за ова утро. Dame i gospoda, Dimitar Witkowski.
Скопјани со децении мака мачат во борбата со канцерогениот пестицид линдан, кој остави длабоки траги во почвата. Тимот млади биолози се здружија и работеа на едно научно истражување се со цел конечно отстранување на линданот од почвата. Нашата бела беше во лабораторијата на доктор Кунгуловски. Да го проследиме и следниот прилог. Додека во светот на широко ја потенцираат важноста на вештачката интелигенција, ние обратно пропорционално ја потенцираме важноста на природата и целиот жив свет во неа како најважна алка во ланецот наречен живот. Ке речат од истражувачкиот центар за применета микробиологија и биотехнологија доктор Кунгуловски. Токму одовде пред 2 години започна еден проект наречен Флиндан, проект кој што има за цел да изнеде идејно решение за уништување на линданот како еден од најголемите загадувачи, односно еден од најголемите потенцијални опасности за животот, кој што е канцероген пестицид. Многу ме радува присуството што сме овде пред оваа лабораторија и што ги посетиме овде, бидејќи си останавме доследни на своето. Тие пред 2 години, кога го започнаа нивниот проект, беа нагости кај нас во Добро утро секое утро, а ние денеска одиме кај нив да видиме како завршил овој проект. Идејата за ова научно истражување одамна тлеела кај магистар Марија Тодоровска-Ивковиќ, која се потпишува како раководител на проектот. Со неа направивме ретроспектива за последните 2 години работа на тимот на биоеколошката мисија наречена Флиндан. Проектот Флиндан, така го нарековме накратко, всушност неговото целосно име е деградација на пестицидот линдан со помош на филаментозни фунги преку процесот на биоремедиација. Сега да ви појаснам. Прво, линданот представува еден опасен пестицид, кој што е забранет веќе за употреба, практично инсектицид кој што се употребувал во минатото многу. Кај нас на неколку локации во нашата земја, односно главниот град, имаме депонирано линдан. Меѓутоа сега нели нормално неговото производство е прекинато, сега оние депонии кои што се постоечки во моментот се актуелни, нивното чистење или отстранување физичко на линданот се прави во моментот. Дополнително филаментозните фунги, тоа се оние мувли кои што ги гледаме секојдневно околу нас. Тоа се микроорганизми кои што главно се сапрофитски, ајде малку по-професионално да кажеме, и имаат или синтетизираат ензими или материи кои што имаат способност да го разградат линданот. Сега ние нив ги спојивме со процесот на биоремедиација, тоа е процес каде што се искористуваат природни микроорганизми за да се деградира или разгради овој линдан, или просто кажано микроорганизмите го јадат линданот и ослободуваат нетоксични соединенија во околината. Нашата цел на проектот беше да ја прочистиме или деконтаминираме почвата, меѓутоа по отстранувањето на депониите. Или тоа беше како едно идејно решение за како природно и на по-економичен, по-ефикасен начин да се прочисти земјата во околината на депониите, бидејќи линданот во светот е пронајден на места каде што воопшто никогаш и никаде не било потребувано. И сега ние бевме на местата теренски, значи ги посетивме и депониите на линдан, бевме и во околината, земавме примероци. Од нив изолиравме микроорганизмите микробиолошки ги дефиниравме во лабораторија, значи ги проучивме и истите ги умноживме. Најпрво ги истестиравме, дали во лабораториски контролирани услови би можеле да ни го разградат или деградираат линданот. И тоа се случи скоро со 99% успешност. Потоа направивме некои инвитро тестови, каде што во точно одредени количини на почва аплициравме умножени микроорганизми или мувли. Значи, тука деградацијата беше од 40 до 60%, за на крај, во процес на инситу тестовите, кога умножен препарат готов од овие изолирани наши микроорганизми го аплициравме на почва каде што има линдан, ни го разгради линданот до 60%.
Значи ова е едно идејно и можне добар и значаен резултат како идејно решение како би се прочистиле микроорганизмите од земјата, односно од природата, без воедно да не се направи никаква штета. Дали тоа значи дека веќе го гледаме крајот на трагите од Линданот, кои што ни се провлекува со години овде во Скопје, и кои се потребните чекори кои што треба да ги направиме за да го постигнеме тоа? Па надежни се резултатите на вистина и микроорганизмите кои што се како едно наше природно богатство, тие постојат во природата, наше беше само малку повеќе да им посветиме внимание и да ги изолираме. Значи е решение, меѓутоа сметам дека треба уште малку повеќе да се истражи, да се на некој начин стандардизира овој процес, да се повторат истражувањата, за да добиеме 100% на сигурност дека тие микроорганизми во различни надворешни услови би го деградирале линданот на ист начин и веќе да се аплицираат како готов продукт. Што е она што ве научи ова истражување, овој проект? Дали може би не идовте на некакви изненадувања, некакви ситуации кои што не ги очекувавте? На вистина не очекувавме дека ќе добиеме вакви резултати. На вистина резултатите се убави и ветуваат многу. Значи пред да започнеме нормално со некоја работа, правиме некој пилот проект за да видиме дали некои микроорганизми соеви имаат таква способност. Очекувавме некакви резултати и веќе добивме убави. Значи на крај другарувањето со микроорганизмите во периодот, барем во моето работно искуство, може да се каже дека има некаков и тоа има многу добар потенцијал, затоа треба да им веруваме и малку повеќе да другаруваме со нив. Покрај тоа што е спас за животната средина, за секој од нас, овој проект нудеше можности за млади биолози. Интересно е што подадовте рака и за средношколци. Дали тоа е, да речеме, пракса во вашата истражувачка лабораторија, да давате можност и шанса на младите луѓе, и дали можеби е идеја да соработувате со училиштата со цел да се пробуди љубовта и да се разбуди желбата токму за биологијата? Така, во нашиот истражувачки центар секојдневно има волонтери, практиканти, значи има да речеме деца, студенти кои што се заинтересирани да доаѓаат и да научат нешто повеќе од науката или од биологијата. И сега вакви проекти како овој конкретно што беше поддржан од Македонското еколошко друштво, па и дел подпомогнат од биоинженеринг, се многу ретки во нашава држава, меѓутоа сепак би требало да се подава рака на младите да ја засакаат едноставно биологијата и конкретно во нашиот центар микробиологија. Дали ако има вакви почести проекти ќе успееме да направиме побрзо поубава животна средина? Секако дека доколку има повеќе можеби повици за вакви грантови да ги речеме, односно финансиски би требало да се поддржи она што ние го работиме, бидејќи сами од себе не би можеле ништо. Мислам дека има потенцијал и има желба и љубов кај нас па и младите за наука, меѓутоа тоа треба некој да го буквално поттикне за да ние можеме да работиме. Никола, што за вас значеше учеството во проектот Филмдан? Па, за мене учеството во проектот најпрво како примарна цел има заштита на животната средина и решавање на еден голем горлив проблем за сите нас што живееме во Скопје, но не само и за нас, за целата држава, меѓутоа бидејќи е, да речеме, едно поретко истражување и во глобални рамки. Покрај оваа примарна цел што има, значи, наоѓање на решение за еден еколошки проблем, исто така како секундарна цел и големо значење за нас, мислам дека е подигнувањето на свеста кај да речем прво луѓето на наша возраст, значи студентите, но потоа и сите граѓани најпрво да се запознаат со тоа што е линдан, која е опасноста од него и да сватиме дека е тој околу нас и дека е навистина прашање на кое што треба да се посветиме за да изнајдеме решение и да се подигне свеста дека треба баш напорно да бараме, да изнаоѓаме решенија за овој проблем, бидејќи
навистина не тангира сите и мислам дека навистина треба повеќе да и во јавноста, чисто за луѓето, мислам дека ако се позапознаени со проектот, со Линданот, дека поголема ќе свести, поголем ќе интересот и кај надлежните за решавање на овој проект и на овој проблем и мислам дека проектот меѓу другото има и таква една цел истото да го направи. Го прашавме какво искуство и какво знаење му донесе ова истражување и дали му помогна да се искачи себе си скалило погоре како биолог. Доста помогна бидејќи се работи на една тема која што е не толку конвенционална и помогна доста да ги расширам своите знаења генерално за микробиологијата, меѓутоа и за целиот опсек на биотехнологија, на екологија, на заштита на животна средина, така што доста ми помогна да ги расширам видиците генерално за загадувањето на средината и за местото во кое што живеем. За младиот биолог Тијана Лазова, квалитетот на животната средина е доведен до екстремности. Затоа без размислување прифатила да стане дел од овој проект. Заштитата на животната средина е нешто што треба да биде приоритет за сите нас. Ова го кажувам од причина да квалитетот на самата животна средина е доведен до екстремности. Тука би се надоврзала и со глобалното затоплување, кој што и така завзема еден голем замав и веќе ги чувствуваме тие негативни последици. Јас сум горда и задоволна што бев дел од овој тим, вклучен во овој проект Флиндан и што всушност успеавме заедно да доведеме еден феноменален начин за справување, односно со деградирање на овој опасен пестицид. Како едни од бенефициите кои што би ги издвоила како учесник во овој проект е всушност би почела со тимската работа, да бидам добар тимски играч, бидејќи всушност самата тимска кооперација е она, да кажем, сршта во она до доведување на крајните цели кои што сме се ги поставили на самиот почеток. Исто така, друга бенефиција што би издвоила од учеството на овој проект е самото тоа што се усоврши во еволуирање, односно во да кажеме управување и нормално усовршување во една координација, односно да го доведеме нашиот проект до крајна точка, до целта која што сме се поставили на самиот почеток. За крај би кажала дека треба сите да ја чуваме нашата природа, да се грижиме за неа, да не ја загадуваме дополнително, бидејќи на таков начин си штетиме ние на самите себе и на нашето здравје. Нашата посета ја заокруживме со импресиите на професор доктор Џоко Конгуловски, ментор на овој проект. Благодариме што не посетивте. Во нашиот истражувачки центар се разработува голем број научни истражувачки проекти. Еден од тие проекти беше и проектот Флиндан. Се разбира дека сме повеќе од задоволни, бидејќи веќе заврши проектот. Со проектот се постигнаа повеќе цели. Прво успеавме да издвоиме бактерии и фунги, мувли, и нижи фунги и виши фунги. Нижите фунги се мувлите, а од вишите фунги е печурките. Значи, ние најдовме неколку печурки во околината кои на депонијата во Охис, кои имаат способност да го разградуваат линданот. Како што кажав, повеќе цели се реализира од овој проект. Првата цел е регрутиравме голем број на млади колеги, како студенти, така средношколци, и мислам дека ја поттикнавме
она иницијална каписла за интерес кон наука. Понатаму издвоивме голем број, што е на наше изненадување, пријатно изненадување, голем број на бактерии и фунги кои имаат способност да го разградуваат линданот, односно да разградуваат пестициди. Знаеме, пестицидите се штетни, токсични, канцерогени и така натаму. Понатаму во лабораториски услови успеавме линданот да го разградиме со помош на тие изолати, повеќе од 90%, а инвиво во природни услови повеќе од 68%. И на крај, врз основа на сите тие резултати, припремивме еден готов препарат. И тој препарат е спремен за примена. Сега, во наредниот период, се надеваме, ќе работиме на тоа и очекуваме тој препарат да се регистрира и да можеме понатаму да може да се користи од страна на земјоделците за деконтаминација на почвите кои се контаминирани како со линдан, бидејќи во околината на депонијата, со линдан во Охис, во околината на Охис е селата Лисиче и така натаму, почвите се контаминирани со линдан како резултат на долгогодишното така чување на линданот во тие депони. И понатаму тој препарат би можел да се користи и за деконтаминација на останатите почви, останатите земјоделски површини кои континуирано се заштитуваат со пестициди и хербициди. Природното диво и непознато богатство има непроценлива вредност. Само треба да му посветиме малку поголемо внимание, да го истражиме и да го зачуваме, бидејќи тука е нашата иднина, велат од истражувачкиот центар доктор Конгуловски. Почитувани, тоа беше се што екипата на утринската програма на Алфа телевизија подготви за вас за ова неделно утро. Јас се надевам дека успеавме да го задржиме вашето внимание. Останете ни во добро здравје, во добро расположение. Останете и понатаму со програмата на Алфа телевизија и до следно видување ви посакувам довидување. А следната средба е утре во 6:25 часот. Добро утро, секој утро.